Француската влада продаде пакет акции од компанијата Рено, кој беше стекнат од неа пред 2,5 години, кога министер на економијата беше сегашниот претседател Емануел Макрон. Во 2015 година стекнувањето на овие акции од страна на француската влада, која го зголеми уделот на државата од 15,01% на 19,74%, доведе до нагло влошување на односите со партнерот на Рено, автомобилската компанија Nissan. Јапонската страна беше незадоволна од зголемувањето на уделот, што ја овозможи на француската влада да го удвои своето право на глас како долгорочен инвеститор. Но, за да нема лутење, претседателскиот кандидат Макрон вети во неговите изборни ветувања одредени стапки за нормализирање на оваа ситуација. Речено, сторено. Во моментов, продажбата на акции се покажа како исклучително поволна за француската држава, заработи над 55 милиони евра во приходи. Општо земено, државата се раздели со 4,73% од капиталот на Рено, со намалување на својот удел на 15,01%. Целиот пакет од 14 милиони акции беше продаден за 1,21 милиарди евра, што влезе на сметката на Француската државна агенција за економски придонес. Во исто време, 10% од продадените акции ги купил самиот концерн Рено за 1,4 милиони евра. Ова се случи во рамките на програмата за откуп на акциите на корпорацијата. Euro NCAP ги објави резултатите од последните извршени краш тестови на 8 нови автомобили. Секој од нив може да се пофали со можна највисока оценка од 5 звезди за безбедноста која се нуди за возачот, патниците, пешаците, како и за имплементација на потребните системи на ова поле. Од Euro NCAP коментираат дека иако секој од моделите добија оценка од 5 звезди, целосно новата генерација на Volvo XC60 постигна вкупен резултат од 98% за заштита на возрастните, која го донесува на лидерската позиција меѓу сите автомобили тестирани од почетокот на оваа година и се изедначува со постигнувањето на XC90 од 2015 година. Останатите одличници на Euro NCAP се Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, Mitsubishi Eclipse Cross, Citroen C3 Aircross, Opel Crossland X, Polo и Seat Arona. Енергетскиот провајдер E.ON ја објави својата нова кампања Freedom is Electric, според која кампањата си постави за цел изградба на 10.000 станици за полнење на електрични автомобили во Европа до 2020 година. Мрежата на станици за полнење на E.ON се очекува да биде со пунктови за полнење на електрични возила на различни производители, 150 киловат-часови, вклучувајќи и за брзо полнење до 350 киловат-часови, која гарантира акумулација на енергија за 400 поминати километри само за околу 30 минути. Од компанијата истакнаа дека во Велика Британија веќе стартуваше специјалното тарифирање за полнење на електромобилите, каде цената за употреба на така наречената ноќна струја е за 33% пониска во споредба со дневната. Во градот на коцкањето,
Традиционално се одржа 51-виот собир на најлудите тюнинг изведби на тркала SEMA Show 2017. Според неофицијални податоци, несомнено, најлудата и најекстремна изложба на автомобили ја видоа близу 70.000 домашни и странски посетители. Експонатите беа поделени во 12 секции, а блеснаа над 3000 компании, производители на возила, делови, алати и компоненти. Вистински празник за тюнинг ентузијастите, но и за многумина кои дојдоа да ги видат совршените технологии кои ќе бидат применувани во автомобилската индустрија во блиска или подалечна иднина, да видат многу визии, како и нешто што можеби ќе остане само сон. Вреди да се напомене дека портите на Лас Вегас Конвеншн Центарот за време на изложбените денови може да ги минат само акредитираните новинари, фоторепортери, сниматели, бизнисмени и евентуални купувачи кои си го нарачале посакуваниот модел, па оние кои го видоа ова 51-во издание и овој пат беа меѓу привилегираните и почестените. Затоа SEMA Show е единствената по својот карактер во светот на автомобилизмот, па со право ги привлекуваат најсјајните умови од автомобилската индустрија, кои Лас Вегас го сметаат за поле каде можат да ги представат своите безпрекорни креации на полето на дизајнот, врвната технологија, доработката, тюнингот. SEMA Show, освен демонстрација на производи, е воедно центар каде се одржуваат многу средби и контакти, семинари, предавања, но и несекојдневни настани кои остануваат потоа долго да се прераскажуваат. Најновото остварување во семејството Шкода е компактниот SUV Karoq, кој се очекува на пазарите ширум Европа, а со тоа се разбира и кај нас до крајот на годината. Името на наследникот на Yeti е повторно позајмено од мајчиниот јазик на жителите на островот Кодиак во Аљаска. На јазикот на племето Алутик, автомобилот е Karak. Тие го користат зборот рак за стрела, кој е главен елемент во логото на Шкода и символ на динамиката на брендот. Извонредниот тродимензионален фронт обезбедува сигурност и сила преку своите контури. Предниот дел се одликува главно со геометриските форми на светлата и прецизните линии. Големото меѓуоскино растојание лесно се воочува во силуетата и сугерира голем SUV. Новиот Karoq е опремен со 16 или 17 инчни тркала во стандардна, а алуминиумските од 17, 18 и 19 инчи се дополнителна опција. Дигиталната табла за управување се појавува за прв пат кај Шкода, а таа може да биде програмирана во 4 различни дизајни. Пространоста е во суперлатив, доволно место за патниците и напред и назад, а багажникот има капацитет од 521 литри. Во комбинација со опционалниот VarioFlex систем за задната клупа, капацитетот на багажот може да варира помеѓу 479 и 588 литри. Новата Шкода Karoq располага со најсовремена технологија под хауба и нуди избор од 5 мотори, 2 бензински и 3 дизел. Двата бензински и 2 од дизел се сосема нови во палетата. Волумените им се 1.0, 1.5, 1.6 и 2.0 литри, а силата се движи од 115 конски сили до 190 конски сили. Со исклучок на најмокниот дизел мотор, сите други може да се нарачаат со 6 брзински мануелен менувач или 7 степен DSG. Моторот 2.0 TDI со мокно со 190 конски сили е стандардно опремен со погон 4x4 и 7 степен DSG. Новиот германски кросовер е трет во SUV гамата на Opel и е дел на заедничката работа дури и пред времето на пристапувањето на двете марки кон францускиот концерн PSA.
Таквата соработка не е нешто ново и е позната под името Badge Engineering, кога под различни амблеми се нудат на пазарот речиси исти автомобилски модели. Во случајот со Opel Grandland X работите сепак не се токму такви. Германецот пристигнува со сосем различен надворешен дизајн, кој целосно одговара на дизајнерската естетика наметната од Рисхелсхајм. Линиите му се доста флуидни, се истекнуваат со времените LED светла, налик на она што го диктира шефот на дизајнот во Opel, Марк Адамс, согласно скулптурната уметност со германската прецизност. Одредени отстапки има и во техничката база. Германската машина е се 30 мм подолга, но меѓуоскиното растојание е идентично – 2675 мм. Багажниот простор на Opel Grandland X е малку помал – 514 литри во однос на 520 кај Peugeot, најмногу поради дизајнот и различната поставеност и креација на седиштата. Под кожата е сосем природно да видиме повеќе работи од донаторот Peugeot 3008, кој нуди едно од најатрактивните внатрешни решенија со дигиталниот e-cockpit. Комбинациите во интериерот се многобројни. Багажникот е со зафатнина од 514 литри, а отворањето на задната врата е преку сензор. Квалитетот на материјалите во внатрешноста е многу добар и е на ниво на лидерите во класата. Централниот екран на допир е доволно чувствителен, а користењето на интерфејсот му е лесно разбирлив. Во автомобилот постои одличен систем за услуги OnStar. Под хаубата се нуди избор од два француски мотори, бензинец 3-цилиндарски турбо 1.2 PureTech и 4-цилиндарскиот дизел 1.6 Blue HDI. И двата мотора ја задвижуваат предната оска, за потешки сообраќајни ситуации се нуди системот Grip Control, со кој се блокира во одреден степен диференцијалот. Кога во 2012 година Lexus ја представи својата визија за иднината LFLC, која експертите, новинарите и ентузијастите ја величаа до безсвест, скептиците велеа дека ова тешко може да се направи и како многу други концепти ќе отидат во неповрат. Но во Lexus, поточно тимот на Кои Сато, не го делеше ова мислење. Го прифатија предизвикот и наскоро на пазарот лансираа сериска верзија на прекрасното купе LC. Имавме ретка прилика да седнеме зад управувачот на луксузната спортска лимузина Lexus LC 500H, која за жал е на пропатување низ Македонија со цел нејзино промовирање во регионов, па немавме многу време да и се восхитуваме како што заслужува. Станува збор за врв во понудата која за задвижување користи последната генерација на мултистејдж хибридниот состав, кој за ова остварување комбинира 3,5 литарски V6 Dual VVT бензински агрегат и два електрични мотори кои заедно развиваат 359 конски сили. Автомобилот до стотка забрзува за 5 секунди, а максималната брзина е 250 км на час. Lexus Dynamic Handling и сигурносниот состав Safety System одработуваат голем дел од работата, па во кабината се чувствувате крајно удобно. Пријатно се менуваат километрите со оваа 5235 мм долга, 1900 широка, 1450 висока ѕверка со меѓуоскино растојание од 2870 мм. Мора да се напомене дека навистина комфорот изненадува и покрај фактот што според декларираното се работи за класична купе верзија со 2 врати и со 2+2 седишта. Веднаш штом ќе седнете зад управувачот, ќе почувствувате интелигентен пристап кон ергономијата на патничкиот простор. Сите копчиња во LC се наоѓаат токму онаму каде што очекувате. Инспиративна доверба и желба за задоволство при возењето. Ниско поставената хауба и инструмент таблата обезбедуваат одлична видливост за возилото.
на специјално подготвениот полигон на BMW Driving Academy во близината на Мајзах. Преку посебна програма, баварскиот гигант ни ги представи своите изданија од iPerformance одделот, како и i-моделите, каде во преден план беше да ни ги представи своите врвни технологии на ова поле и динамичките својства. Нашите домаќини, преку одредени комбинации на тест вежби и возење на одредена дестинација, се обидоа да ни ја представат најсовремената технологија на мотори и моќни литиум-ионски батерии. Моделите iPerformance импресионираат со нивниот постојан и исклучително висок вртежен момент и одржливост. При тоа тие ја комбинираат перспективната мобилност со најголемо задоволство при возењето. Со BMW iPerformance автомобилите ја користат технологијата на BMW eDrive развиена од BMW, благодарение на иновативната комбинација на електричен мотор, литиум-ионската батерија и интелигентното управување со енергијата. Релациите со кратки до средни должини можат да бидат чисто електрични. Електромоторот е иновативен развој на BMW Group и е составен дел на сите модели на BMW со електричен погон. Во зависност од потребите, електричниот мотор исто така се користи за краткорочна функција за зајакнување за особено моќно забрзување, например при претекнување. Сите автомобили со BMW eDrive технологијата ја повлекуваат енергијата за електрично возење од батерија. Моќната литиум-ионска батерија е комбинирана со систем за ладење кој секогаш одржува оптимална работна температура на батеријата и со тоа ја зголемува моќноста и го продолжува животот. Батеријата може да се полни на секаде каде што има електрична енергија, дури и конвенционален 220 волтен излез за домаќинство е доволен. Максималната ефикасност и моќ, што се секогаш достапни, се клучни за интелигентното управување со енергијата. Исто така управуваат со другите технологии на кои се специјално прилагодени за синхрони мотори. Ова заштедува до 10% од енергијата, овозможувајќи чиста електрична енергија да трае подолго. Со регенерирање на енергијата при кочење, кинетичка енергија ослободена при сопирање или забавување, се складира во моќната литиум-ионска батерија. Таму секогаш е достапно да се зголеми моќта на системот. Во комбинација со EcoPro режимот, односно притискање на копче, е доволно за да се управува сите системи на возилото до максимална ефикасност и интелигентно да се користат енергетските резерви. Покрај тоа, интелигентното управување со енергија исто така ги контролира удобните функции во согласност со потребите на возачот. Освен информации на контролниот екран, возачот добива совети и за особено ефикасен стил на возење, со цел да постигне максимален досег. Сите овие детали ни беа презентирани на соодветен начин низ практичните вежби. Така се запознавме со вредностите на сите модели од iPerformance гамата. На располагање потоа ни беа сите модели до монденскиот Тегерензе, на истоименото езеро во подножието на Алпите, BMW 225XE, BMW 330E, BMW 530E, BMW 740E, X5, X-Drive 40E, како и Mini Cooper SE Countryman ALL4. Вториот ден повеќе се дружевме со единствениот 100% електричен автомобил во гамата BMW i3 и секако ремек делото на баварците i8. Кај i3 одговорот на гаста е како молња, проследен со застрашувачка тишина и насмевка на лицето, додека i8 е уникатен со дизајн, динамиката му е одлична, стабилноста во свиоци фантастична, со карактеристики кои импресионираат, како и кај некој од М моделите на марката. Посебно беше ставен апостроф на режимите на работа кај овие модели: спорт, комфорт со еко проработата на BMW eDrive, кој може да биде адаптиран кон соодветната ситуација и преку прекинувачот на централната конзола. Овде постојат 3 режими на возење: Auto eDrive, Max eDrive и Safe Battery. Auto eDrive обезбедува оптимална интеракција помеѓу моторот со внатрешно согорување и електромоторите при секакви ситуации на патот и овозможува развивање на чисто електрична максимална брзина. Овој режим е
основа ни се активира автоматски секој пат кога ќе го стартувате автомобилот. Во режим Max E-Drive возилото се движи чисто електрично, ужива целосна моќ на електричниот погон и развива максимална брзина согласно електростандардите. Сите тие ги пробавме како реагираат на соодветен начин како на полигонот, така и на отворен пат. Поучно, едукативно, интересно, екипата на BMW Driving Academy се обиде да не воведе во PHF светот и успеа во тоа. Некои од овие модели сме возеле и на одделни презентации, па и кај нас, но ова беше едно на вистина поинакво искуство. Нашите инструктори Питер и Штефан ни ја донесоа иднината на дланка. Сакал тоа некој да го призна или не, ако треба да се одредат темелите врз кој е надграден модерниот Land Rover како марка, секако е моделот Discovery. Имено првата генерација на овој модел на пазарот пристигна во 1989 година, а во основа станува збор за издание кое требаше во тој момент да се спротистави жестоко на ефтините и ефикасни јапонски 4x4 модели, за кои тогашниот Range Rover изгледаше прескапо. На стартот не привлече големо внимание, но неговата штедлива моторизација, робусност, практичност и функционалност со време привлекоа голем број фанови и тоа во време кога во Европа започнува SUV ерата. За неговата прифатеност зборуваат и бројките. Во годините што следа, Discovery е продаден во 1,2 милиони примероци. Со текот на генерациите, проверениот рецепт не се менуваше, но додатоците се мощно подобрени, за што говори и ова петто поколение, кое тргнува да пожнае нови успеси. Што се однесува до дизајнот на новината, навистина има многу визуелни промени во однос на претходникот. Во основа, темално е доработен и надграден, што представува значаен исчекор во однос на поранешните остварувања. Се чини британците ги надминаат традициите, па новиот Discovery изгледа трендовски, значително помодерно и поатрактивно, што несомнено ќе привлече многу нови купувачи. Со скоро 5 метри должина, 190 см височина, како и 293 см меѓуоскино растојание, навистина е огромен. Модернистички со интересна имплементација на фаровите во корпоративната решетка, масивни браници, поблага линија во кровната изведба, асиметрична пета врата. Но и покрај естетските експерименти, модел во кој останало помалку и од она британското. Несомнено нешто што е жилба и на неговите творци, за да се остане на посакувањето колосек на успесите. Со еден збор ова е нов джин со крајно привлечен дизајн, доволна доза на луксус, а згора на тоа робусност, моќност, одмереност и сигурност. Би додале соодветен одговор на Land Rover кон конкуренцијата. Например, е само 3 см пократок од најголемиот Q-модел од Инголштад, а за скоро 2 подолг од петката од Минхен. Поради ова не чуди ни опцијата за доплата да се добие и трет ред на седишта. Новина е секако потполно новата конструкција изградена 85% од алуминиум и се употреба на многу легури и композитни материјали. Од тука помала тежина на возилото за околу 480 кг во однос на четвртата генерација, што веднаш се чувствува при управувањето. Интериерот пред се може да се пофали со понуда на многу простор, како и со повисок степен на завршна обработка, висок квалитет и избор на материјалите. Внатрешноста во основа добро балансира меѓу функционалноста и луксузот, но сепак, како да недостасува малку рафинираност во однос на германската конкуренција, но би рекла за она помалку британското во себе, бидејќи ова мора да изгледа строго, цврсто, комплетно, па таков е Land Rover во суштина. Од она што би сакале
треба да потенцираме е секако централната конзола и средишниот гребен, како и дигитализираната инструментална табла. Што се однесува до просторот, секој ред е поголем од претходниот, па при патувањата секако нуди поголем комфор од конкурентите. Вреди да се споменат големиот број фиоки, остави за дребули, а багажникот, во зависност од редовите на седиштата, нуди 258 преку 1137 до 2406 литри простор. Во багажникот се наоѓаат и копчиња со кои можете да управувате со височината на задниот дел, што придонесува за полесно товарење. Многумина беа изненадени кога им посочивме дека под хаубата се наоѓа 2-литарски 4-цилиндарски дизел агрегат. Ваквите реакции се сосема очекувани, бидејќи во претходната генерација најмалиот мотор беше 2,7-литарскиот TDV-6. И навистина многумина не веруваа дека ваков джин од 2160 кг има неверојатни динамички својства. Оние 241 конј и вртежниот момент од 500 Нм во даден момент одлично си ја вршат својата работа, за било каква подлога да станува збор. Вака спакуваната опција до стотка стигнува за неверојатни 8,3 секунди и постигнува максимална брзина од 207 км на час. Според фабричките податоци би требало потрошувачката да е во просек 6,3 литри, а ние успеавме да измериме нешто над 8,5, а околу 10 во град. Нешто полесна нога на папучата за газ и повеќе отворен пат и овој просек можеби ќе се намали. Свој полн придонес во сето ова има 8-степениот ZF автоматски менувач кој нуди обичен и спортски начин на работа и можност за менување на брзините со помош на рачките за управувачот. Лесното влегување и излегување од возилото е овозможено со автоматски регулираната височина на подвозјето, а кокпитот не само што е простран, туку го краси и висок степен на ергономија. Се е функционално на допир на рака, едноставно и практично. Седиштата комфорни и големи, а прегледноста за која на помош ви се и сензорите на ниво на сегментот. Вреди да се напомене ниското ниво на бучавост и вибрации, зашто е виновна солидната изолација. Што се однесува до возните својства, веќе при само неколку поминати километри за управувачот, поради високото седење, одличниот одговор од подлогата, едноставно чувствувате дека сте во вистински SUV. Не треба да очекувате претирана агилност, како кај вообичаен автомобил, но изненадува колку овој джип е стабилен во свиоците и покрај огромната висина. Како на асфалт, така и надвор од него, ова возило влива полна доверба, па и во екстремни услови. За тоа се грижи постојаниот погон на сите 4 тркала и клиренсот од 283 мм, со природен агол од 34, како и излазен од 30%, автомобилот може да се нурне во вода со длабочина и до 90 см. За се грижи составот Terrain Response 2 со 5 начина на работа, вклучувајќи го и автоматскиот со кој возачот може да ја регулира работата на моторот, менувачот, средишниот диференцијал и подпирањето. Тука треба да се спомене дека возилото е опремено со воздушно-електрично подпирање, но не само ова, на возачот му помага и цел пакет други асист системи, пред се составот Hill Descent Control. Иако само со второто ниво на опременост, моделот што ни беше понуден содржаше многу елементи. Од нив секако би ги издвоиле 10-инчниот екран InControl Touch Pro, напредниот аудио сустав, двозонската клима, темпомат, LED предни светла, фиксен сончев кров. Цената на вака спакуваната опција е 83.700 евра. Атрактивната изложба на мотоцикли, пропратна опрема и делови во Милано, манифестацијата Esposizione Mondiale di Motociclismo, EICMA, годинава се одржа по 75 пат. Иако има повеќе од еден век од одржувањето на првиот ваков настан, сепак ова е 75-тото официјално издание на несомнено, според многумина најголемото, но и најпривлечното мотор шоу од ваков карактер на планетава. Главната поента и на
оваа приредба беше повторно нитката што веќе со години се проткајува на оваа манифестација, дека Европа се уште ја диктира мотомодата во светот, иако производителите од стариот континент одамна се засенети од оние од Јапонија. Како што налага традицијата, и овој пат првиот ден на EICMA беше резервиран за медиумите и премиерните представувања, а според неофицијалните податоци, манифестацијата ја следеа над 5000 акредитирани новинари, репортери, дописници. Потоа и официјално дојде ред на бизнисот и посетителите, кои со задоволство ги пропратија штандовите над 1000 компании од 35 земји во светот, на вкупна површина од 280.000 метри квадратни. Организаторите објавија дека 18% од компаниите учествуваа за прв пат. Со цел да доловиме дел од атмосферата, издвојуваме неколку екстра новитети кои во Милано го свртеа вниманието на посетителите, но и на експертите кои по се изгледа уште долго ќе ја прераскажуваат оваа приказна наречена EICMA 2017. Баварците ја шокираа јавноста со представувањето на скутерот C400X, но сепак според многумина број 1 во Милано беше новиот Enduro со среден волумен, наследникот на моделот F800 GS. По неколку еволуции станува збор за потполно нов мотоцикл со челична рамка со необична изведба, поинаква суспензија, реден двоцилиндерски агрегат од 853 см и необичен пакет на сериска опрема за еден BMW. F850 GS има 95 конски сили, а во понуда ќе биде и F750 GS со 77 конски сили. Дукати ја изненади публиката со лансирањето на Panigale V4, кој е чудо од техника, а дизајнот едноставно соборува од нога. Фановите може да замерат на алуминиумската рамка, но сето тоа е со оправдана цел, бидејќи на неа доаѓа V4 агрегатот со асиметрични интервали на стартување, коленесто вратило кое се врти наназад и варијабилен всмукувач со дури 214 конски сили. KTM 790 Duke е потполно нов модел во понудата, со сосема нов реден двоцилиндерски агрегат од 799 см. Со своите 169 кг е безобразно лесен, а во KTM доби прекар слапел, што ги потврдува неговите динамички и возни својства. Moto Guzzi го представи V85 Enduro Touring, специјална верзија на V7-3 изданието и V9 со модификации за моделската 2018. Со ова лансирање на моделот стартуваат подготовките за прослава на 100 години постоење на орлите на Мандел. Ова е дел од европската елита, а она јапонската во Милано ја предводеше Honda. Јапонците секогаш размислуваат рационално, но во случајот со новиот CB1000R немаме како што сме навикнале дете од епрувета, туку плод на страствена љубов. Единичната задна виличка агрегат наследен од Fireblack и популарниот ретро-футуристички дизајн се главна одлика на новината. На располагање се 145,5 конски сили распоредени на 212 кг. Овде треба да се спомене и новиот GL 1800 Goldwing, кој забележа европска премиера. Веќе 40 години моделот е синоним за удобност на подолго патување, луксус и квалитет. Оваа година звездата е CB4 Interceptor, студија на тема Neo Sports Cafe. Новата студија нуди провокативна спорт endurance нота кон оригиналниот дизајн на првиот прототип, давајќи нова перспектива кон светот на кафе рейсерите. Kawasaki конечно создаде разумен модел со компресор. Реално новиот H2 SX нема да биде достапен за секого, но секако ценовно поприфатлив од досегашните H2 модели, а компресорот е рекалибриран и додава кога е најпотребно, во ниски и средни вртежи. Не смее да се заобиколи Z900 RS, кој за Милано го доби додатокот кафе. Пристигнува со двоен оклоп, нешто понизок управувач и седиште со грбка, како и врвната
технологија. Ямаха на штандот во Милано ја представи европската изведба на Никен. Овој звер со 3 тркала најверојатно ќе биде одличен за возење со неверојатни квалитети. Контактот со подлогата е постојано со 2 тркала кои обезбедуваат практично неограничен спој со патот, стабилност и поместување во агол со целосна брзина и безбедност. Неговата должина е 2150 мм, а ширината е 885 мм. Ауди ќе пушти во употреба фабрика за синтетички дизел, а во проектот учествуваат компаниите Инератек, која произведува хемиски реактори, и фирмата од енергетиката Energy Edienst AG. Првата пратка од горивото што засега го носи називот E-дизел ќе се реализира следната година, а обемот на производствените капацитети е 400.000 литри годишно. Пилот проектот за производство на синтетички дизел е лансиран во Лауфенбург во Швајцарија, а ова е следната фаза на истражувачката работа, спонзорирана од Ауди. Ова е плод од над 10 години работа за пребарување на вештачки замени за природните горива. Процесот за производство на E-дизел вклучува добивање на водород со електролиза на вода и хемиска реакција на водородот со водороден диоксид, земен од атмосферата или од биогени гасови. Во последната фаза од реакцијата, јаглеро-водородните соединенија се делат на крајните производи, при што едниот од нив е синтетички дизел. Ауди верува дека синтетичкиот дизел ќе биде поефикасен од конвенционалниот, бидејќи не предизвикува штетни материи при неговото согорување. Следниот чекор во истражувањето ќе биде производство на синтетички бензин. Во 2013 година компанијата представи верзија на A3 Sportback G-Tron, кој одеше на синтетички метан, кој во Ауди го нарекуваат E-газ. Овој метан е извлечен од обновливи извори на енергија повторно со електролиза на вода. Volvo Buses вовидува нова верзија на електричниот автобус на компанијата 7900 Electric, кој сега добива поголем капацитет на батериите кои обезбедуваат поголема автономија. Опциите за капацитет на батеријата се 3: 150, 200 и 250 киловат-часови, а најновата верзија обезбедува километража со едно полнење од околу 200 километри. Има две можности за полнење: со класичниот плагин метод и со конектори на покривот на автобусот. Volvo 7900 Electric е градски автобус од 12 метри, низок под и 3 врати, кој користи 80% помалку енергија од дизел автобусите од истата класа. Volvo Buses објави дека побарувачката за електрични автобуси во Европа постепено се зголемува, а се повеќе и повеќе градови се движат кон јавен превоз што не испуштаат штетни гасови.